Добра и интересна идеја за размислување, но проблемот е што за неа треба да гласа и Бугарија, која тешко дека ќе прифати сама себе да си ги врзе рацете. Ова е оценката на експертите за германската идеја за нов механизам, според кој специјална арбитражна комисија би оценувала дали некоја барање на земја членка кон земја аспирант е според копенхашките критериуми или не, како на пример за тоа дали Гоце Делчев е македонец или бугарин, дали внесувањето на бугарите во уставот може да биде услов за преговори и слично. Извршниот директор на Евротинг Димитар Николовски вели дека таков модел во секој случај би бил добар, како за Македонија, така и за другите земји аспиранти, но вели проблем е дека според моменталниот начин на одлучување, за такво нешто би морало да се согласи и официјална Софија. Тоа е убаво звучи за нас, меѓутоа нема да ни го реши во овој момент проблемот. Тоа сигурно ако се постојат такви размислувања во Германија, тоа сигурно се насочени повеќе кон примањето на Украина, за која се плашат дека може да биде ветоизирана од страна на да кажеме Унгарија или пак Словачка. Така да би било многу тешко да се достигне до една таква промена, затоа би требало да се согласи во крајна мера и Бугарија. Но тоа е интересна идеја за размислување за воидни. Николовски вели дека подолг период во Брисел се водат дебати за промена на начинот на одлучување за нови земји членки, но во прв план се уште евентуална промена на моделот, со цел одлуките да се носат со квалификувано мнозинство. Во Европската унија се водат многу сериозни дебати околу начинот на примање нови членки. Една од тие е и Германија, каде што поддржува некои од тие иницијативи. Меѓутоа, највеќе се однесуваат на квалификуваното мнозинство при одлучувањето за примање на нови членки. Дали може би ова еден вид порака кон земјите кои што сакаат на некој начин да блокираат други земји за членство? Може доколку е таа јавна порака и доколку се зборува повеќе за неа. Инаку идејата на германците е со евентуалното арбитражно одлучување, механизам кој веќе бил во напредна фаза, да се избегне заглавување во однос на тоа дали ќе се воведе гласање со квалификувано мнозинство, затоа што земјите не сакаат да изгубат за нив важен инструмент кој на извесен начин ги штити. Во моментов постои иницијатива која предвидува Македонија заедно со Украина, Црна Гора и Албанија да стане членка на ЕУ на почетокот на 2027 година, со учество во работата на Советот, комисиите и телата на Унијата, но без право на глас. Со овој модел постојат два задолжителни услови: усогласување со заедничката и надворешна безбедносна политика, што Македонија веќе го има исполнето, и владење на правото.